студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОС. Судот определи 30-дневен притвор за бизнисменот Радко Капушевски, собственик на фирмата РКМ, Ерџан Сулковски и екс-директорот на ЕСМ Адријан Муча во случајот со спорниот тендер за набавка на мазут за ТЕЦ Неготина. Од кривичниот суд синоќ информираа дека за нив постои опасност од бегство и околности кои укажуваат на попречување на истрагата со влијание на сведоци. Во однос на осомничениот Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол, по произнесување пред судија на претходна постапка, обвинителот се согласи за промена на предлогот за определување мерка притвор со предлог за определување на мерка куќен притвор, што беше прифатено од судијата на претходна постапка, велат од кривичен. За останатите 7 осомничени кои беа спроведени во судот, судијата го прифати предлогот на јавниот обвинител и донесе решение за определување на мерки на предпазливост. Против овие решенија странките имаат право на жалба пред кривичниот совет. Министерката за енергетика најавува целосна ревизија за начинот на кој било работено во државните енергетски компании. Само еден тендер на компанијата РКМ на Радко Капушевски стои на електронскиот систем за јавни набавки, каде треба да бидат објавени сите договори кои ги склучуваат јавните институции. Станува збор за рамковна спогодба за набавка на мазут за потребите на поранешната компанија Балкан Енерджи. Договорот е склучен на 20 јануари 2022 година во вредност од близу 40 милиони евра. Во рамковната спогодба вметнати се само месеците за кои РКМ на Радко Капушевски ја снабдувал Балкан Енерджи со мазут. Станува збор за месеците од грејната сезона. Според проекцијата, за 40 милиони евра, РКМ требало да ја снабди Балкан Енерджи со 520.000 тони мазут. Набавките на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино во периодот од 2021 до 2023 година, за кои сега основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал го става Капушевски меѓу 13 мината осомничени, не се објавени на електронскиот систем за јавни набавки. Според нивното соопштение, преку испораката на мазутот за ТЕЦ Неготино во овој период нанесена е штета на буџетот од околу 168 милиони евра. Надлежните институции годинава планираат да го чешлаат работењето на државните енергетски компании. Министерката за енергетика вели дека веќе договорила државната ревизија да направи детална анализа на нивната работа. Јас кога дојдов министер, значи тоа беше 24 јуни минатата година, кажав дека начекав катастрофа. Времето покажува дека тука има енормни злоупотреби. Значи тоа се зборува за милионски злоупотреби во енергетскиот сектор. Бев кај државниот ревизор, поверав државна ревизија за сите, значи области и за МИПСО, и за ЕСМ, за ТЕЦ Неготино, тука и бирото за метеорологија, значи секаде каде што има индиции за злоупотреба. Меѓу осомничените е и собственикот на компанијата Пуцко Петрол Асмир Јаховски. Оваа нафтена компанија е меѓу омилените на државните институции. Договорите на Пуцко Петрол со државните институции за 2024 година се распространети на 28 страници. Компанијата склучила 281 договор за набавка на горива и нафтени деривати во вредност од 155 милиони евра. Даниел Василев, Сител телевизија. Пратениците им изгласаа недоверба на членовите на Судскиот совет. Собранието констатира дека тие веќе немаат легитимитет да ја вршат функцијата. Од 5 членови на Судскиот совет во собранието се појави единствено екс-председателката Весна Дамева. Според неа, единствената одговорност се има поради тоа што не била политички подобна. Преседан и недозволен акт во една демократска држава. Тоа е упад во судство, која руши темелната вредност на уставниот поредок, на поделбата на државната власт, која што исто така е предвидена во членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот. И повреда на основното начело на еднаквост на членовите на Судскиот совет, создавајќи дискриминација помеѓу членовите. Судската власт ја вршат судовите, а не Судскиот совет. Секој обид на членовите, чија што интерпелација се бара да се поистоветат со судската власт и со судиите, е надвор од Уставот и законот. Точно е дека работата на Судскиот совет има влијание на сите аспекти на судската власт,
па и ние за тоа влијание на аспектите на судската власт токму и денес зборуваме. Сега набрзо ќе поднесеме интерпелација за судиите на Уставниот суд каде што се избрани во овој дом. Значи тие го допираат тоа што е недопирливо. Значи тие допираат каде што никој таму не смее да допира, тие го допираат договорот каде што е гарантиран од меѓународна страна. Иако имаа право да учествуваат во денешната расправа во парламентот, од 5 члена на судски се појави само Дамева. Не дојдов да се правдам себе си, не дојдов да се заштитам себе си, туку дојдов да застанам на страна на владење на правото, на страна на заштита на независноста и самостојноста на судската власт, да се спротивставам на селективната правда, на дискриминаторскиот однос и да укажам дека правната доктрина не познава колективна одговорност. Дојдов да застанам на страна на заштита на Уставот. Точно е, почитувани пратеници. Не бев најдобриот избор за политички пазарења, ниту на одредени политичари од претходната власт, а не сум ниту на одредени политичари од оваа власт. Началникот на Генералштабот на АРМ Сашко Лавчиски присуствуваше на состанокот кој во Париз го организираше францускиот претседател Макрон, кој се состана со армиските началници на сојузниците на Европската унија, додека траат напорите за засилување на европската одбрана. Макрон се поздрави со војните представници и им се заблагодари при пристигнувањето на средбата која се одржа на маргините на форумот за одбранбена стратегија во Париз. По најавата на средбата и можноста за испраќање на војници од европските земји на територијата на Украина, министерот за одбрана Владимир Сајловски кажа дека Македонија нема да испраќа македонски војници во Украина. Конечната одлука според првиот човек на ресорот одбрана ќе зависи од формата и целта на мисијата во која ќе заминат, но и одлуката на останатите сојузници. Русија остро реагираше на ваквите планови на Макрон. Македонија одбележа 82 години од депортацијата на македонските евреи во Треблинка. Бугарскиот амбасадор се поклони пред спомен обележието. Никогаш повеќе по калдермата на градовите на брегот на Драгор, Отиња и Вардар нема да чекорат евреите Марија, Пепо, Жоли, Бесале, Давид. Хитлер конечно го решава еврејското прашање во Македонија преку своите фашистички сателити од Бугарија. Наша врска денес, како и секој ден, е да зборуваме. Да не дозволиме мракот повторно да завладе. Да не дозволиме нови генерации да пораснат без да ја знаат вистината. 43 година ме спасива содружници на татко ми. Татко ми, пријатели, работели заедно. И растев као христијанка овдека. Дававме пари, ме праќаше у еврејската заедница да давам за евреи кои останали без родители, деца. Вашето семејство е... Све е загинато во Треблинка.